Добро дојдовте во една од најважните лекции на вашето крипто патување. Тука ќе се запознаеме практично како да влезете и да го користите вашиот новчаник. Во претходната лекција дознавте што се новчаници, што представуваат, какви видови има, која е разликата помеѓу hot и cold wallets, зошто едните се подобри за активно секојдневно користење, зошто некои се подобри за подолгорочно чување на поголеми суми и средства. Сега тука ќе одиме чекор по чекор да ви објасниме како да го креирате вашиот прв wallet и како истиот да го користите во пракса, како може да правите трансакции, како може да купувате, да продавате и се она што ви треба за наједноставно користење. Па да започнеме. Во претходната лекција научиме како се креира и сетира сметка на BingX, како се прави верификација и како се активира безбедноста на профилот. А сега доаѓаме до моментот кога реално ќе започнеме со користење на менувачницата, односно како да внесеме средства, како да купиме крипто и како да префрлиме пари од и кон други сметки. Ова е првиот практичен чекор кон светот на криптовалутите. Тука луѓето за прв пат гледаат што значи USDT, како функционира депозит и како може да пратиш крипто во неколку секунди кон друг континент. Во традиционалниот банкарски систем, кога велиме депозит, мислиме на пари што ги внесуваме в банка. Во крипто, депозит значи да внесеме дигитална вредност, било да е тоа преку купување со картичка, P2P трансакција или префрлање од друг wallet на нашата сметка. Постојат три главни начини да внесете средства на вашата сметка. Купување со банкарска картичка или банкарски трансфер, P2P трансакција и префрлање од друга менувачница или друг wallet. А сега ќе одиме практично да покажеме чекор по чекор како се прават сите три начини. Значи, кога ќе отворите почетната страница на BingX, најпрво имаме тука опција Buy Crypto. Имаме Quick Buy. Имаме, значи, најпрво купување со картичка. Кога ќе кликнеме на полето Quick Buy, не носи тука да одбереме која валута сакаме да ја депонираме. Примерно, ако кажеме евра, ние користиме евра, да речеме дека сакам да купам нешто во вредност од 100 евра. И сега тука може да одберам да купам USDT, па потоа да ги трансферирам во што и да сакам на BingX, или може да одберам директно да купам Bitcoin или Ethereum. Да речеме дека сакам да купам USDT. Значи тука одбираме Payment метод, овде си ја внесуваме нашата картичка и одбираме дека сакаме да платиме со картичка. Имаме тука Google Pay и некои други начини. Значи кога ќе одбереме со картичка, овде кога одиме да ја внесеме картичката, окей, и еве, ни ја дава сумата, значи за 100 евра колку USDT ќе добиеме. Тука потврдуваме што сакаме да купиме и овде си ги внесуваме, нели, деталите од нашата картичка. Бројот, месец, cardholder name, по задниот број, нели, тие три цифри сигурносни, одиме да се согласиме со условите и pay. И тогаш таа трансакција ќе се процесира и ќе ви стигнат парите на вашиот акаунт. Се враќаме назад. Значи тоа е што се однесува до картичка. Повторно одиме Buy Crypto, имаме Fiat депозит. Значи тоа е депозит преку банкарски трансфер. Тука си одбираме евра, одбираме Payment метод, SEPA Instant, одиме Confirm и одиме овде да продолжиме, тоест прво внесуваме, нели, сума, примерно повторно ако сакам $100 да депонирам, одам продолжи и овде си ги внесувам банкарските податоци. Значи IBAN, пошто се работи, нели, за интернационално плаќање, сите банкарски податоци, одам Confirm и понатаму ја потврдувам трансакцијата. И тука се враќаме повторно назад на страницата, одиме повторно Buy Crypto P2P Trading. Значи ова е peer-to-peer кога сакате да купите директно од човек кој продава крипто. Но за жал во нашава држава не може да ја користиме таа опција, затоа овде ќе ја прескокнеме, а доколку понатаму се појави нормално потреба или можност да се користи, ќе направиме едно видео и за истиот начин. И сега одиме на уште еден начин како да префрлите средства од друга менувачница или од друг wallet на вашата сметка. И овој начин, префрлање од една на друга менувачница, најчесто се користи кај нас
споредбено со менувачниците кои постојат, затоа што многу луѓе кои не можат да уплатат преку картичка или преку банкарски трансфер од X причини, дали им е комплицирано или се плашат или не знам што, многу луѓе одат со кеш, затоа што во нашава држава има менувачници кои функционираат на тој начин, едноставно со кеш може да отидете, да им дадете пари, а тие да ви префрлат во крипто. Што прават тие? Од нивниот акаунт, значи каде што имаат крипто, ви префрлаат сума онолку кој што вие сакате да уплатите. Сега ќе го објасниме тој начин како функционира. Значи префрлање од една на друга менувачница. Тоа го прават менувачниците, а исто така и вие доколку имате крипто, да речеме на друг wallet, на друга менувачница или сметка, може да си го префрлите на истиот начин. Значи во овој дел одиме овде депозит, кога ќе кликнеме на копчето депозит, овде одбираме Select Crypto. Значи, најчесто префрламе USDT, затоа што тие се стабилни валути. Одбираме овде мрежа. Одбираме мрежа TRC20 или BEP20 или Solana. Најчесто се користени TRC20 и BEP20. Зошто не ја спомнувам Ethereum? Затоа што е најскапа и најбавна мрежа. Значи, секојаш практикувајте ги овие две мрежи. Да речеме дека TRC20 и ви ја дава овде адресата која треба да прима крипто. Значи, тоа е вашата јавна адреса со која примате крипто. И ја копирате таа адреса и одите на друга менувачница или на друга сметка каде што имате во случајот крипто. Еве да речеме на Blofin имам сега значи нешто останато и овдека обратен процес, наместо депозит одам да префрлам или да извадам пари. Тука селектирам крипто USDT, ја одбирам адресата еве ја, како што имав значи копирано, овде ја лепиме истата адреса од BingX што ја копирав. Мрежа, одбравме таму Tron, тоа е многу битно, затоа што мора да биде истата мрежа која што ја одбрал примателот. Значи, ако мрежата на примање на BingX е Tron и вие треба да одберете истата мрежа. И овде одбирате колкава сума сакате да префрлите. Во случајов префрлам значи $58,77 и гледаме дека провизијата тука е минимална. Дај да одбереме BEP20, да видиме што ќе ни даде како провизија. Гледате дека уште помала. Значи, ова е разликата во провизиите. Гледате дека на Tron имам $56, ќе примам таму. Ако ја искористам BEP20, таму ќе примам $58. Значи, ми зема само некои 20 центи ситно провизија. Значи, одбирам, сега, овде ќе треба исто да ја смениме мрежата, како што кажав. Значи, треба се искористи правилна мрежа. Ако овде примам на BEP30, мора биде и таму BEP30. Еве го. Значи, BEP30. Ова адреса, овдека, ја внесувам од BingX. Еве е истата адреса. Овде. Значи, одбираме сума и одам да ги префрлам средствата. Сега, тука треба ви стигне, нели, мейл, пуштате порака и кодот што ќе го добиете на мейл треба да го внесете како потврда, нели, за да извршите таа трансакција. И исто така дупла автентификација со Google Authenticator. Кога ќе ги внесете двата кодови, кликнувате продолжи и еве, трансакцијата е значи на пат, да кажеме. За неколку секунди или минути, зависно колку блокови треба да помине потврда, ќе ви стигне сумата на вашата сметка. И кога ќе се вратите во BingX, каде што ги пратиме парите, тука во Notifications, известувања, ќе ви покаже процес на вашиот депозит. Еве го. Значи, депозит од $58 веќе се процесира. И сега доаѓаме до финалниот чекор, затоа што, нели, зошто префрламе средства на менувачница, ако не сакаме да купиме крипто. Како што префрлиме сега стабилни валути, да речеме USDT, дали сме купиле со картица или од друга менувачница или од физичка менувачница кај нас, сега ќе го објасниме и процесот како да купите крипто на спот, тоест како да ги инвестирате тие пари. И тука се наоѓаме значи на BingX страницата, на спот треба да ги трейдаме, но кога префрлате на BingX, средствата не ви одат директно на спот, туку во Assets ви одат на Fund акаунтот. Значи тука Founding акаунтот еве се $58, одиме да им направиме трансфер, значи од Funding акаунтот ги префрламе на спот, тука одбираме значи да ги префрлиме сите, Confirm и сега сме спремни.
Значи одиме на спот, си го отвараме полето и овде бираме кој коин сакаме да го купиме. Да кажеме, ако сакам да инвестирам во биткоин, бирам биткоин со USDT, затоа што имам USDT моментално на располагање. Овде ви покажува колку имате available, достапни средства во USDT и одбирате. Значи овде да речеме дека сакам да инвестирам 100 USDT во биткоин. Одиме 100 и купувам биткоин, значи за $100. И сега средствата ми се автоматски, значи на спот купени во биткоин и имам уште 1210 USDT слободни да ги инвестирам во некои други валути. Како што видовте, не е ништо комплицирано, туку представува едноставен процес. Посебно, откако истиот ќе го навикнете, неколку пати ќе ги повторите чекорите, тие трансакции ќе ви станат едноставни. Тоа е исто како користење на вашиот физички новчаник, кој го имате во джеп, каде што чувате кеш, со една разлика. Овој новчаник функционира електронски, е многу побрз, е многу побезбеден, може да се прават трансакции многу побрзо за дел од секунда и на секој крај во светот. Тоа е разликата помеѓу физичкиот и електронскиот новчаник. А со нетрпение ве очекуваме и во следните лекции, каде што ќе знаете многу повеќе информации во врска со крипто светот.